Добар ден, почитувани. Ја следите на новата телма Амбуланта. Како што наближува терминот за породување. Така, повеќето трудници чувствуваат растечка напнатост и страв од тоа што ќе следува. Како ќе изгледа породувањето? Колку ќе боли? Дали постојат начини да се намали болката и стресот? И што ако бебето не е во идеалната позиција? На сите овие прашања за природното породување, што ја мачат секоја трудница, одговор ќе побареме од доктор Елма Абдула Хасанаговски, гинеколог, акушер. Разговорот следува веднаш по рекламите. Останете на телма. Во денешната телма Амбуланта зборуваме за класичното природно породување со доктор Елма Абдула Хасанаговски, специјалист по гинекологија и акушерство во Санте Плюс. Докторке, добре дојдовте повторно во студиото на телма. Добар ден. Добар ден, секогаш ми е драго да бидам во вашето студио, посебно со тебе, Марија. Докторке, што точно подразбира поимот природно породување? Природно породување е, да кажам, еден синоним кој што е народски усвоен, или за вагинално породување, иако не можеме да кажеме дека и царскиот рез, иако е оперативно завршување, дека не е природно со оглед на тоа дека раѓањето се завршува. Така, породувањето се разликува кај секоја жена, но може ли да биде различно кај секој следно породување кај иста жена? Апсолутно. И последователни бременности кај една иста пациентка не се исти. Сигурно тоа сте го забележали или пациентките споделиле такво искуство со своите матични гинеколози. Дека секоја бременост, а со тоа и самото породување е различно. Искуството кое што жената го доживува во текот на бременоста или во текот на породувањето зависи од моментот во кој што се наоѓа пациентката, од нејзиниот здравствен статус, од општествените околности што се околу него, од нејзе околу фамилиарните околности што се околу нејзе во тој момент, од нејзината психоемотивна, да кажам, напнатост во периодот на бременост или породување. Но сепак може ли сите овие фактори да бидат исти, а породувањата да се разликуваат? Не можеме да замислиме ниту една ситуација без проблем, а следното да излезе комплицирано. Така, не можеме да замислиме идеално две исти ситуации во различит временски период, меѓутоа ако ги земеме да бидат изедначени или барем слични, тогаш да, бременоста и породувањето може да бидат различни. Може бидат различни. Може едно породување да помине апсолутно, еве на пример, првото да помине многу лесно, многу едноставно, многу брзо да се заврши, меѓутоа второто породување да помине малце потешко, со поспоро отварање или со настанати компликации. Може ли да кажеме дека породувањата се непредвидливи или се предвидливи? Се непредвидливи. Секогаш ние во акушеријата викаме дека акушеријата е подмолна гранка, затоа што се додека не настане компликација, викаме дека е се во ред, меѓутоа настанувањето на компликациите е непланирано, непредвидливо и тие најчесто во текот на породувањата настануваат за многу брзо време, интензивни се и мора брзо да се решаваат. Како трудницата да знае дека породувањето започнува? Многу се едноставни знаците за препознавање, затоа што контракциите не се јавуваат сега веднаш и одма и трудницата нема да се породи во наредните 5 минути, барем не нели во 99,3% од бременостите, оние 0,3% од бременостите има пациентки кои што ќе се породат за многу брзо време, дури и без болки. Меѓутоа започнуваат едни лесни симптоми како стегање во стомакот, нејасни болки, и во горниот и во долниот може да бидат. Кај некои трудници болките започнуваат во пределот на грбот, кои што се шират потоа напред и кон долу, кон интимниот дел, во нозете исто така, и тоа го препознаваат како дека нешто почнува да се случува. Исто така почетен знак може да биде притисок на вагината, често мокрење, често неколкукратно повторувачки дефекации, односно излегување по голема нужда, прскање на водењак, слаба сукрвица. Тоа се све некои, да кажеме, симптоми кои што кај пациентките може да бидат во различни варијации. Може да не осети, да не ги препознае стегањата на стомакот, меѓутоа да се јави прскање на воденикот. Може да нема симптоми во смисол стегање на стомакот, болки во грбот, меѓутоа да се јави некоја сукрвица. Штом ќе ги забележи тие симптоми, пациентката би требало да се упати во болница во која што ќе се породува. Стегањето на стомакот е уште наречено контракција. Така е. Сега како трудницата да знае дали се тоа вистински или пак лажни контракции, бидејќи на интернет има и такви податоци дека не секоја контракција е реална. Така.
Значи, ние секогаш им советуваме на трудниците, кога ќе ги осетат контракциите, стегањата на стомакот, да легнат, да направат една пауза од физичкиот напор и да видат дали тие контракции ќе поминат или ќе продолжат да перзистираат. Ако тие контракции поминат, тогаш се тие лажни Бракстон Хиксови контракции. Во текот на мирување, тие контракции се намалуваат до нивно исчезнување. Меѓутоа, ако пациентката и покрај тоа што лежи, покрај тоа што одмара и е во релаксирачка позиција и положба, контракциите сепак стануваат почести и стануваат поинтензивни, тоа е знак дека се вистински контракции. И во таков момент треба веднаш да поиде во породување. Да, би требало да се консултира со својот гинеколог, да му каже на колкав интервал се, дали го чувствува движењето на бебето, дали има сукрвица, дали има знаци за истекување на воденик. Најдобро е да се консултира со гинекологот кој што би го завршувал породувањето. А што доколку се јават овие контракции во периодот кога не се очекува породување? Ако е предвремено породување, тогаш би требало да се јави во болница. Да, без оглед дали е, например, во пола ден, пола ноќ, пациентката треба да се упати до најблиската болница или до болницата каде што треба да се породува, да ја прегледа гинеколог акушер, да констатира дали има ризик од евентуално предвремено породување. Во која положба треба да биде поставено бебето пред породувањето? Породувањето на бебето зависи, најчесто е индицирано, да кажам, со позиција на бебето во главична положба. Меѓутоа, понекогаш може тоа да биде и тртична положба, односно со газето да е свртено бебето надолу. Тоа што се нарекува карлична презентација. Попречните положби на бебето се апсолутно неповолни и несоодветни за нормално породување. Најчесто пациентките веќе од 36-та, 37-та недела се информирани дека нивниот плод, бебето, има главична презентација, меѓутоа доколку има карлична презентација, тртична или со нозета, гинекологот треба да информира пациентката за да знае дека според големината на плодот, според анатомските мерки на жената, дали има предуслови така поставениот плод да се породи вагинално или природно. Докторки, има начин нешто жената да направи за да се промени положбата на бебето, бидејќи можеме да прочитаме на интернет и ве сега ќе ве прашам дали е ова вистина, доколку жената клечи на колена и на раце во подмината бременост или пак за време на породувањето, тоа може да доведе до ротација на плодот. Има ли вистина во ова? До сега за моето искуство во текот на породување не сум забележала дека некое дете во текот на самото породување направило завртување од 180 степени. За оваа позиција што ја кажувате се предлага да се прави во порана, значи 34 до 36 недела, кога има доволно околуплодова вода, кога плодот не е толку голем и да кажеме дека поголема шанса да успееме во такво нешто е кај повеќе родки, затоа што матката е поголема, поеластична е, има повеќе простор. Се очекува 34 до 36 недела, така. Добра. Со тоа што се очекува гравитацијата да си го направи своето, да го повлече газето нели нагоре, карлицата да ја повлече нагоре, главата да се заврти надоле. Меѓутоа не можеме да кажеме процентуално, немаме такво искуство. Во колкав процент од сето тоа би евентуално ефективно би помогнало. Што говори вашето искуство, кај колкав процент од трудниците бебето се поставило во посекуваната положба пред самото породување? Јас имам пациентки кои што, например, 37-38 недела апсолутно бебето се има изротирано. Иако, например, сме разговарале заради големината на плодот, породувањето евентуално да се заврши со царски рез, настанала завртување на плодот и сме продолжиле да се породуваме најнормално. Да. Дали обично жените кои што го носат бебето карлич или во некоја друга позиција инсистираат да се породат на друг начин, со царски рез? Па да, сите веќе читаат дека прво породување на плод во карлична презентација дека се смета за високо ризично, односно има поголем ризик од вагинално породување, така да разговараме за таквата можност со пациентките во зависност од незините анатомски мерки и во зависност секогаш од големината на плодот. Може би има и некои други ризични фактори кои што довеле до тоа, позиција на постелката, должината на папучната врвца, така да сите овие фактори мора да се разгледаат пред да се донесе одлука за начин на завршување на породувањето. Кога зборуваме за класичното природно породување, тоа поминува низ неколку фази.
кај почетната фаза всушност доаѓа до проширување, до почеток на проширување, постепено проширување на грлото на матката. Колку време тој процес трае? Кај првородка, кај жена која што веќе има родено? Тоа се нарекува латентна фаза. Значи, породувањето е поделено во две фази. Латентна и активна фаза. Во таа латентна фаза, која што може да трае до 2 дена кај првородка, се случува скратување на грлото на матката и негова почетна дилатација. Ова настанува со едни полесни контракции, кои што се издржливи за пациентката, кои што може да ги помине во домашни услови. Понекогаш дури може да има и една лесна сукрвица. Меѓутоа, ако пациентката е под надзор на гинеколог, односно во болницата во која што би се породувала, во тој период можно е да ја кажат да иде дома, да причека да станат поинтензивни контракциите. Кај повеќе родки... Значи, во домашни услови да се помине овој период? Може, ова фаза од породувањето? Апсолутно. Може доколку пациентката се осеќа комотно, доколку е доволно храбра, може да причека дома, затоа што никој не знае колку време би траела таа фаза, токму кај таа пациентка. Може да биде оддош, диапазонот е широк, меѓутоа кај првородки тој период може да трае и до 48 часа. Кај второродки, кај повеќе родки, овој период е многу пократок. Дури сум сретнала пациентки кои што и за неколку часа им завршала латентната фаза и затоа овие секогаш пациентки се, да кажам, под интензивен надзор, попредпазливи сме, ги следиме нивните контракции кои што ги добиваме на ЦТГ и сме во континуитет во комуникација со пациентката. Споменавте дека се јавува сукрвица, но не и класично крварење, нешто што наликува на менструално крварење? Ние велиме сукрвица затоа што тоа не е така интензивно како менструално крварење. Доколку се појави менструално крварење на свежа црвена крв или темна крв која што е поинтензивна, тоа ни укажува на други компликации, на одлепување на плацентата или на плацента превија. Тоа се две, да кажам, потешки диагнози, кои што би требало да бидат препознаени навремено. Абрупцио плацента или предвремено одлепување на постелката е една компликација која што не може унапред да се каже дека ќе се случи, меѓутоа начинот на кој што крвари жената и како настанало би требало гинекологот да ја препознае. Кога имаме плацента превија, тоа е диагноза која што се поставува многу порано во текот на бременоста, пациентката е информирана и секогаш во болницата во која што ќе се обрати треба да си ги донесе да си ја донесе документацијата со која што ќе бидат запознаени гинеколозите кои што ќе го завршуваат породувањето. Значи силно и обилно крварење во секогаш високоризичен фаза има потреба од гинеколошки преглед. Да, веднаш да се јави на гинеколог затоа што тоа е една високоризична ситуација и за плодот и за мајката, зависно од диагнозата. Во латентната фаза од породувањето, дали жената може слободно дома да се истушира, да одмара доколку е во состојба, или пак да ги примени оние техники за смирување што се учат за време на оние обуки за трудниците, кај трудниците? Така. Дишењето секогаш им помага на трудниците да ја држат масната мускулатура порелаксирана. Се намалува стресот, психоемотивниот набој се стишава и стануваат некако посвесни дека се наближува породувањето и стануваат покооперативни. Наместо да се во паника или да се обидуваат да ја подигнат, да кажам, енергијата на едно повисоко ниво. Во латентната фаза апсолутно пациентката може да се истушира, може и да јаде, може да се напие чај, може и да гледа филм доколку контракциите и се издржливи, да си ја спакува торбата, полека да се подготвува и да биде цело време свесна дека во тој период може да настане и прскање на воденикот. А болките се присутни? Присутни се болките, што имаме контракции, имаме и болки. Значи, болката е поврзана со контракциите. Да. Во латентната фаза болките се издржливи за повеќето од пациентките. Кога се најсилни болките, во која фаза? Некаде околу 7-8 сантими дилатација во активната фаза, кога ќе биде 7-8 сантими, кога главата веќе навлегува во карлицата, навлегува во правец на вагината, тогаш имаме и притисок и контракција и тогаш пациентките очувствуваат, да кажам, најинтензивни болки и контракции. Сите знаат дека породувањето е силно болно, но колку е силна таа болка? Каква е јачината? Колку е интензивна? Видете, има многу студии кои укажуваат дека таа болка е многу посилна дури од болката на инфарктот.
Меѓутоа, штом сите ние жени тоа сме го издржале и сме го повториле 2 пати, 3 пати и повеќе пати, тоа значи дека е издржлива и дека е минлива. Има еден феномен поврзан со таа болка, што плодот, бебето ќе излезе надвор од мајката, таа болка веќе исчезнува. И на лицето на жената веќе има насмевка. Наша предност е што имаме можности за безболно породување, значи со користење на епидурал или на лајт спинал анестезија, која што периодот на дилатација, на активната фаза на породување, на тоа отварање, ги прават безболни, комотни за пациентката. Во тој период пациентката може да чита, може да гледа филм, може да се тушира, може да комуницира со сите околу нејза, нели, кај нас во болница тоа е апсолутно дозволено, партнерот да е тука цело време со пациентката, да влезе со нејза во сала, да биде поддршка на секаков начин. Современата акушерија навистина изнајде начин како породувањето да им го олесни на жените и да направи да им биде една прекрасна приказна која што после тоа ќе ја споделуваат и со детето и фамилиарно. Меѓутоа ќе се осеќаат горди на себе дека успеале во тој еден процес кој што сите ние претходно мислиме дека е многу страшен, многу болен, неиздржлив и се сомневаме дали ќе го издржиме. Сега ги наведовте, ги наброевте аргументите за епидурална или пак спинална анестезија, односно за обезболување на природното породување. Но има и од другата страна против. Ајде да проговориме малку и за тоа. Кои се ризиците? Ризиците се евентуално да се пролонгира породувањето, ризиците се да има главоболка пациентката после породувањето. Може да не успее жената да даде напон? Чекаме да помине дејството на анестезијата и после тоа доколку бебето е ЦТГ-то ние во ред, тогаш апсолутно ќе си дојде напонот, ќе си се врати. Касното давање на оваа аналгезија може периодот на експозија на плодот да го пролонгира, меѓутоа тоа лесно се менаџира. Анестезиолозите повеќе се занимаваат со оваа проблематика. Од акушерска гледна точка се овие компликациите. Избегнуваме да даваме касно на 9 сантима, тогаш бараме од пациентката нели соработка, за да побрзо го завршиме целиот процес на породување, наместо да го пролонгираме нели со блокирање на напонот со таквиот тип на аналгезија. Значи има момент кога е предоцна. Има момент кога е предоцна. 9 сантима или веќе почнало поминување на плодот низ вагината, тогаш апсолутно да. А има ли момент кога е прерано? Има момент во латентната фаза не се дава обезболување. А како ја менаџираат болката жените кои што не прифаќаат медикаментозен третман за ублажување на болката? Па најверојатно се психофизички многу посилни, спремни се за периодот кој што е пред нив, за тие неколку часа, и сметам дека најмногу на тоа треба да работат пациентките. На секаков начин, може да помогне? На секаков начин да се спремат, дека тоа е еден комплексен период, породувањето е еден комплексен период, кога ќе осеќаат разноразни симптоми и да ги осознаат начините како може да ги менаџираат тие симптоми. Тоа е стоење, тоа е чучење, тоа е пилатес топката, дишењето е пресудно, затоа што релаксацијата на телото исто така пресудна, затоа што кога немаме толкави грчеви на телото, на мускулатурата, оксигенацијата на сите ткива, присуството на кислородот во сите ткива е на повисоко ниво, односно на соодветно ниво, а со самото тоа и степенот на болката се намалува. Споменавте дека се прави ЦТГ во оваа рана латентна фаза од породувањето. Што се следи всушност со ЦТГ? Тој е оној апарат што се прикачува на стомакот на трудницата. Така е. Некои жени веруваат дека се следат само контракциите, докторите велат и работата на срцето. Која е суштината? Работата на срцето на бебето? Така е. Кардиотокограмот е запис на срцевата работа на плодот, а во исто време и на активноста на матката, односно нејзините контракции, базалната фреквенција на контракцијата на матката и интензитетот и честотата на контракциите на матката. Преку кардиограмот, односно записот за фреквенција на работа на срцето, ритмот, акцелерациите, забрзувањата, евентуално спуштање на срцевата фреквенција, ни укажуваат за состојбата на плодот.
Преку тоа ние можеме да судиме дали плодот се наоѓа во некоја загрозувачка состојба или е во добра кондиција, како ги поднесува контракциите, што се случува во текот на контракцијата со срцевата акција и ние така индиректно судиме за состојбата на плодот. Тоа е една наука, да кажам, една голема лекција која што сите ние гинеколози ја совладуваме во текот на специјализацијата, комплексна е, не може толку лесно и брзо да се научи, бара посветеност и бара искуство директно со акушеријата. Во однос на контракциите на матката во латентна фаза, ние гледаме дали тие контракции се редовити, дали се на еднакви интервали и колкава е нивната висина. Контракциите се бројат до 100, така да ако тие се со некој помал интензитет, 20-30, меѓутоа се редовити, тогаш кажуваме дека влегуваме во регуларен утерин активитет и тоа е веќе започнато раѓање. Рана фаза од започнато раѓање, меѓутоа ако се повисок, кој е повисок интензитетот на тие контракции, тогаш сме де факто во активна фаза на породувањето. Секоја трудница која што се спрема за породување има потреба да биде ставена на ЦТГ? Да, ЦТГ-то се прави веќе од 39-40 недела, иако многу институции практикуваат да го прават ЦТГ-то од 36 недела, па дури и порано, зависно од индикациите нели за правење на ЦТГ. Имаме други индикации, не е ЦТГ-то врзано само со породувањето и со завршетокот на бременоста. Се прави ЦТГ така да се мониторира состојбата и на мајката и на плодот во исто време. Значи може да дојде некоја трудница на ЦТГ и да ја задржите, да ја кажете вие имате контракции кои што се редовни. Така, имаме регуларни контракции. Породувањето започнува. Ќе ја прегледаме вагинално. Вагиналниот значи не се преглед... доволни само контракциите. Не. Затоа е комплексен нашиот преглед. Тука се вклучени ултразвучен преглед, вагиналниот преглед, вагинален преглед на грлото на матката. Ние преку вагиналниот преглед не ја прегледуваме само вагината, туку состојбата на грлото на матката, на цервиксот, неговата поставеност, неговата конзистенција, неговата дилатација и неговата должина. Сите тие параметри се оценуваат и се донесува заклучок дали тие контракции се во рана фаза, дали е предвремено заканувачко породување или е пак терминско породување. Дали ЦТГ-то може да биде потребно и за време на активната фаза на породувањето? Да, може ли трудницата постојано да биде прикачена за овој уред? Не се, доколку е во ред состојбата на плодот, не се препорачува целиот тој период на породување да биде мониторирана со ЦТГ, се прави на одредени интервали, зависно од состојбата на бебето или од состојбата на која што акушерот ќе ја процени. Кога сметате дека започнала фазата на породувањето? Колку жената треба да биде отворена? Грлото на матката треба да е изгладено и да е негде околу 2-3 сантима. Тоа е, да кажам, некој минимален стандард за да кажеме дека е веќе влезена во активна фаза на породување. Така, сега кога и потоа постепено настапува дилатација, ширење на грлото на матката, тие 2-3 сантима преминуваат во 3-4, 5-6-7-8, 9 и на 9 се иде во родилна сала. На 9 дури се влегува во родилна сала. Доколку е се во ред зборува, меѓутоа, ако имаме одредена ризична ситуација, ако имаме промени на кардиограмот, на ЦТГ записот за плодот, тогаш гинекологот ќе процени дали треба да ја симне во родилна сала или што треба да се прави понатаму. Докторке, што доколку напредувањето во однос на јачината на контракциите, нивната честота не е онака како што очекувате или пак проширувањето на грлото на матката оди поспоро од посакуваното? Има ли начин сето тоа да се забрза? Современата акушерија има начини како тоа да го диагностицира, да кажам. Ние тоа го нарекуваме дистокично породување, кога имаме поспора дилатација. Кај првородки дилатацијата е 1 сантим дилатација на 2 часа. Кај второродки, кај третородки, овој период е пократок, за 1 час се отвараат 1 сантим. Го следиме тоа, доколку спонтано, без било каква медикаментозна терапија, пациентката го има тој ритам, онда не се препорачува додавање на синтоцинон или како да се помогне породување, окситоцин. Меѓутоа, доколку имаме пролонгирана фаза на дилатација, тогаш ни е лек на избор синтоцинонот, окситоцинот, лек кој што ќе предизвика се кажува дека ќе предизвика поефективни контракции, доколку физиолошки мајката нема доволно окситоцин во себе.
А дали овие вештачки предизвикани контракции може да бидат поболни од природните, бидејќи тоа е еден од големите стравови на трудниците при индукцијата? Така, индукцијата знае да биде малце поболна, така даваат информација сите пациентки дека индукцијата им била малце поболна од некое друго претходно, ако имаат претходно друго природно прородување без индукција, меѓутоа никогаш не се иде на форсирано породување на големи дози на синтоцинон, на окситоцин, туку се води грижа да се постигне физиолошко ниво на окситоцинот, кој што и самиот организам би ги излачил доколку би почнало природно породувањето. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент во програма. Почитувани, емисијата е контактна. Телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот. Доктор Елма Абдула Хасанаговски, специјалист по гинекологија и акушерство во Санте Плюс, е наша гостинка во студиото и таа ќе ги разјасни сите дилеми поврзани со природното породување, односно со класичното вагинално породување. Колку време може да трае породувањето, кога ја исклучиме онаа латентна фаза што споменавте дека ке првородките понекогаш може да обстојуваат дури 2 дена? Так. Значи на фаза на активно породување. На активно породување, како што кажав, 1 сантим кај првородка, 1 сантим дилатација иде на 2 часа како термин. Така да зависно на кога ќе дојде во болница, кога ќе се јави во болница, затоа што пациентките најчесто тоа време го мерат, не го мерат она време што го поминале дома. Така да ако дошле на пример со 5 сантима, рачунаме дека еве наредните 5 сантима идат со 2 сати, чисто природно, тоа би значило 10 часа. Со експлозијата на плодот би било и 12 часа, меѓутоа современата акушерија има пристап на активно водење на породувањето, тоа значи со вклучување на окситоцин и тој период секогаш се трудиме да биде побезболен и пократок за пациентката како би извадиле дете во најдобра можна кондиција. Колку максимум може да се чека за породување? Нели некој се породува в 2 дена или... Ако пациентката ја мониторирате и е во активна фаза, вашите записи, односно нашите записи, ќе утврдиме дали ритмот на породување е адекватен на ова сега што го кажувам, дека на одреден број на часови се отвара одреден број на сантиметри. Ако имаме застој, тогаш таа пациентка треба да се мониторира поинтензивно, да се уклучи синтоцинон и ако немаме напредување во наредните 2 часа во однос на дилатација, тогаш веќе би можело да се размислува за оперативно завршување. А дали епидуралната анестезија секогаш ќе го продолжи време траењето на оваа фаза? Не, би можело. Тоа би можело, меѓутоа светоци сме дека епидуралот и лајт спинал анестезијата, дури заради релаксацијата мускулна, го забрзуваат, ако се дадени во право време, го забрзуваат дилатацијата. Ова фаза на породување претпоставам дека е најтешка за трудниците. Најтешка е. Активната фаза, втората фаза е најтешка за трудниците и ако ја примениме епидуралната аналгезија или лајт спинал аналгезијата, тогаш нивното тој тешкиот период го поминуваат многу побезболно и многу полесно. Во која положба трудниците се породуваат? Зошто тоа секогаш на грб? Најверојатно е некоја цивилизацијска придобивка, затоа што ќе видите во светот дека различни раси, различни народи се породуваат во различна позиција. Нашата современа акушерија, со која што работиме многу години и векови уназад, е таа позиција заради ослободување на карличното дно, издигнување, позиција, положба да тртичната коска може да се подизмести, да се отвори карличното дно и на тој начин да се отвори најголем пат, најбезбеден пат за излегување на бебето. Тогаш ние под контрола целиот перинеум, целата вагина, можеме да го заштитиме перинеумот, за да не дојде до трауми, пукања, расцепи во пределот на перинеумот, кои што би можеле да бидат многу опасни. Например, во Африка, каде што се породуваат во позиција племењата кои што се породуваат во позиција колено-лакат, имаат големи компликации постпартални, пукнување на перинеумот према анусот, стварање на фистули со анусот, вагината и анусот се во комуникација преку една како фистула ја викаме комуникација и столицата излегува преку вагината или пак настануваат комплетни инконтиненција на столицата.
Така да оваа позиција кај нас е утврдено дека е најбенефитна за родилките. Што доколку трудницата има болки во грбот, дали може да одбере некоја друга позиција или се инсистира на породување на грб? Во такви екстремни ситуации, тогаш можеме породувањето да го направиме, пациентката да е свртена на бок. Да, со широко отворени нозе, има позиција и се случува и такво породување. Доколку навистина има екстремен проблем и не може да лежи на грб. За да се превенирува што предно кога кажавте кинење на таа мускулатура, кај нас се прави во болниците епизиотомија. Во кој случај проценувате дека е неопходен овој хируршки рез или кај секоја трудница што се породува по природен пат е пожелно да се изведе? Тоа е крајната фаза. Јас би се навратила на една друга фаза на грижа и нега на перинеумот во текот на 9-тиот месец од бременоста, во 36-та недела. Новите студии покажуваат дека соодветното pH на вагината, соодветната концентрација на добрите бактерии во вагината, примената на пробиотиците и примената на перинеалната масажа со посебни масла и улја кои што се богати со витамин А и витамин Е, ја намалуваат потребата од правење на епизиотомија во текот на породувањето. Оваа тема е малце занемарена во нашите, да кажам, популарни емисии. Пациентките не се доволно информирани за тоа, нажалост. Перинеалната масажа е навистина многу важна и многу е бенефитна за самите пациентки кои што планираат да се породат спонтано. Како се Што прави се таа постигнува масажа? за таа перинеална масажа? Се постигнува ткивото на перинеумот да биде доволно хидрирано и да биде доволно еластично, обогатено со витаминот А и Е, колагенот да биде присутен, да е свежо тоа ткиво, така да при излегување на главата ткивото да има доволен еластицитет, да не е склоно на само пукање или на потреба или да е толку многу ригидно, да имаме потреба ние да пресечеме. Перинеумот во текот на породувањето од една горна позиција треба да се спушти подоле и главата лесно да го прескокне перинеумот, без при тоа да се направи траума на перинеумот. Пардон. Така да оваа масажа, која што се прави од 36-та недела до породувањето, срдечно им ја препорачувам на пациентките. Како се прави? Се прави со лесни движења на два прста, Добре. на влезот на вагината. Добре. Тоа може и партнерот да го направи. Со лесни движења се масира користејќи специјални улја кои што може да ги најдат во сите подобро снабдени аптеки, кои што се улја точно наменети за оваа намена и сврха, се масира еднаш до два пати во текот на денот. И самите они ќе забележат дека перинеалниот дел, односно влезот на вагината им станува посвеж, не е толку сув и ќе го видат бенефитот на самото породување од сето тоа. И на таков начин всушност ќе би се избегнала епизиотомија. Се намалува шансата да се прави епизиотомија или да настанат потешки трауми, односно прскање на перинеумот. Да, кој што потоа треба нели хируршки да се санираат, да се шијат, па имаме посебна нега постоперативно на овие рани. Докторке, какво е чувството кај жената кога излегува главчето на бебето и обично дали тоа проследено со навистина силна болка и потоа колку напнувања се потребни за бебето да излази и да дојде на свет? Доколку разговараме за услови нели кога е се најнормално, кога ЦТГ-то ни е добро, кога немаме услови да го брзаме преминот на бебето низ вагината, имаме неколку напнувања. Би требало нели доколку е пациентката доволно силна и предната мускулатура стомачна е доволно силна, би требало со неколку напнувања да се породи бебето. Силна е болката во моментот на излегување, меѓутоа е издржлива. Болката ја опишуваат најчесто како посилен напон за дефекација, како да ќе излезат нели поголема нужда. Меѓутоа, тоа трае неколку секунди, брзо поминува, доколку нели сите други услови не се обезбедени. Кратко е, издржливо е, ги охрабрувам апсолутно сите мајки да не се плашат, затоа што тоа од една страна чувство е болно, меѓутоа е толку благословено да имате чувство дека вашето дете излага низ вас, дека вие го породувате вашето бебе. Тоа е еден од раните импулси на стварање на мајчинскиот осет,
импулсот за почеток на лачење на млекото, така да е тоа навистина еден благословен момент. Не би кажала друг збор, него само благословен момент. Така, тој термин всушност најдобро го опишува овој момент. Така е. И потоа бебето најдобро се постави на градите на мајката. Така е. Skin-to-skin контактот веднаш после породувањето, одложеното клемување на папочната врвца. Доколку бебето е во добра состојба, брзо гледаме дека има знаци на адаптација, педијатарот веднаш го брише, го суши, му обезбедува топла средина, нели, преку допирот на кожата на мајката, која што секако е загреана, нели, во текот на породувањето, и се пробаат првите обиди се прават за доење, го ставаме на града. Божествена е таа ситуација, едноставно е божествена. Секој пат, нели, сите ние се разнежуваме на одново и одново, никогаш не можеме да станеме, колку и да сме професионални, имуни на тие први емоции кои што се создаваат во текот на породувањето. Не постои друг збор за таа ситуација освен божествена една магија. Најсилните емоции што може да се почувствуваат. Не почувствуваат. постои ситуација во животот која што остава поголем впечаток, поголема импресија во чувствата, во животот, во мозокот на жената, во срцето на жената, во моментот на породувањето. Да, и ние без оглед што сме професионалци, тоа го работиме како секојдневна работа, никако не стануваме имуни на таа емоција која што се ствара во родилната сала. Докторке, но никогаш не одат работите како што треба. Што доколку природното породување е прекинато во одредена фаза? Дали ќе мора да се употреби вакуум за да се извлече бебето? Ако имаме продолгано, така. Она апаратура што се нарекува клешти народно. Така. Доколку плодот е во вагината, Добре, на одредена висина, меѓутоа пациентката не може од некакви причини да го избутка плодот, или силно е затегнат папчаник, или од некоја причина гледаме дека плодот е веќе загрозен, не можеме да чекаме природно избуткување на плодот, тогаш применуваме две методи, тоа е вакуум екстракција или форцепс или клешти. Тоа се безбедни процедури, ги правиме нормално, искусен акушер тоа треба да го направи, и се многу бенефитни затоа што во таа позиција на плодот вадење на бебето преку стомак, преку царски рез, би направило поголема штета отколку што би се завршило породувањето со вакуум или со форцепс клешти. По излегувањето на бебето од стомакот на мајката, контракциите не завршуваат, туку продолжуваат. Зошто? Не би рекла дека се тоа, нели, исти контракции како што се контракции во текот на породување. По истиснување на плодот постои уште едно време, тоа е плацентарно време, кога треба да се истисне постелката. Пациентките во тој период не ги доживуваат тие контракции на матката толку болни и толку страшни како што биле, нели, во пред крај на породувањето. Едноставно осеќаат дека нешто се стега и им кажуваме да дадат напон, уште еден послаб напон, за да излезе постелката. Овој период ретко која пациентка го доживува како травматичен. Може да се случи да не излезе постелката? Може, апсолутно може да се случи, и во тој случај би требало да направиме мануелна лиза на постелката, односно рачно одлепување на постелката. Кој што се работи со анестезија, за пациентката е апсолутно безболно. Има ли одредени фактори кај одредени жени, кои што природното породување не го прават толку пожелно? Видете, има посебни психолошки состојби во кои што пациентката не е спремна за нормално породување, и во тој случај бараме соработка од некој психолог или психијатар за да утврдиме состојбата на пациентката, дали е она воопшто во состојба да соработува за спонтано породување. Постојат ситуации кога, например, заради одредени анатомски аномалии на карлицата, не можеме да инсистираме. Контраиндикација е практично спонтаното породување. Операцијата на колкови... Анатомска аномалија на карлица, искривена. Тесна карлица не е причина за царски рез? Тесна карлица зависи, ја диагностицираме ние, кога ќе направиме мерење на карлицата пред породување. Доколку одредени диаметри се навистина многу мали, ние имаме катов вредности за тие диаметри и големината на плодот. Ги споредиме, тогаш кажуваме дека имаме тесна карлица, анатомски потесна карлица.
меѓутоа постојат и анатомски искривени карлици, деформирани карлици. Имаме пациенти кои што имаат деформитети на долните екстремитети, имаме пациенти кои што имаат операција на колковите, така да кај тие пациентки апсолутно имаме индикација за царски рез. А возраста? Дали е ризик фактор? Дали трудниците по 35-та година е пожелно да се породат со царски рез наместо природно? До сега сменети се ставовите. Порано беше дека стара првородка над 35 години треба да се иде на царски рез поради скапоцедоста на бременоста, кога ќе се постигне прва бременост во 35-та година, а некако и се дава поголемо значење него на таа што е на 25, меѓутоа тоа е неоправдано. Би требало да се проба со нормално вагинално породување, нема контраиндикација заради возраста да се иде на царски рез директно. Велат има бројни бенефити и за мајката и за бебето природното породување, но некако жените се повеќе одбираат да се породат со царски рез. Разговарате со нив кога ќе дојдат? Фамата која што се прави за спонтанното породување, мислам дека многу наштети. Некако спонтанното породување се презентира како болен пат до станување мајка, додека пак царскиот рез неправедно се представува како полесен, покомфорен начин за станување мајка, занемарувајќи ги ризиците. А и тоа е болен пат. Болен е, меѓутоа знаете како болката е различен тип, се користат многу лекови за обезболување во текот на царскиот рез, така да навистина го доживуваат како, да кажам, покомфорен до моментот на станување мајка, меѓутоа се занемаруваат евентуалните компликации, се занемарува еден дискомфорт во првите 2 недели што може да ги има пациентката во однос на функционирањето дома и грижата за бебето, така да неправедно спонтанното породување некако се потиснува. Истражувањата говорат дека се повеќе се забележуваат бенефити ке бебињата кои што се родени по природен пат во споредба со ние со царски рез, во однос на нивниот имунитет, природната флора, која што ја добиваат во вагиналниот пат и така натаму. Така е. Затоа не случајно ја спомнав негувањето на природната флора во вагината во текот на бременоста. Присуство на бактерии, присуство на габички треба апсолутно да биде решено во текот на бременоста и да се инсистира на користење на пробиотици. Докажано дека користење на пробиотици во последниот триместар од бременоста, односно во последните 3 месеци од бременоста, го зголемува присуството на добрите бактерии во вагината, а со тоа и го овозможува полесното населување на респираторниот тракт на новороденото со добрите бактерии побрзо. Се намалува со тоа ризикот од алергија кај новороденото, респираторната функција станува подобро, алергијата кожни исто така се намалени кај таквите бебиња, адаптацијата на бебето после породување е многу побрза, бенефитите се мултикратни, така да не треба да бегаме од пробиотската терапија, односно негување на нормалниот микробиом на вагината кај мајката. Во текот на бременоста. Во текот на бременоста. И после бременоста. Секако и после бременоста. Еве сега, пошто разговараме директно за таа тема, значи користење на пробиотици во текот на целата бременост е апсолутно бенефитно. Докторке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Секогаш ми е задоволство да бидам со тебе тука. Почитувани, ова беше се во денешното издание на овој магазин Здравствен. Ви благодарам што не следевте и овој пат со внимание и ви посакувам пријатен ден.